Еве, тука сме со Новица Печински, представник од општина Берово, која што ги организира овие работнички игри. Еве, да ни кажете, господине Новица, околу овој турнир буди интерес кај беровчани, што очекувате, вашите очекувања? Така, и оваа година, значи традиционално продолжуваат работничките спортски игри 2024 година. Имаме 12 екипи што се надпреваруваат, поделени по две групи, група А и група Б. Во група спаѓаат 6 екипи, во група Б 6 екипи. Меѓусебно, значи, играат секоја група со секој тим во групата. За прв пат оваа година ќе немаме дегрегирана ждрепка. 4 најдобри екипи од група А ќе се ждребаат со 4 најдобри екипи од група Б. Така ќе имаме за прв пат и четвртфинале, полуфинале и финале. Така. Да. Како што знаеме и предходните години, еве, овие работнички игри во мал фудбал побудуваат голем интерес кај малешевци. Што очекувате? Има ли и нешто ново во овие игри? Значи, генерално работничките спортски игри се организираат со цел да се подигне спортскиот дух, да се подобри соработката на институционално ниво, едноставно да пружат добра игра, да се рекреираме, да се дружиме и нормално да ги почитуваме правилата. Пред се да не се убиеме, да го почитуваме одлуката на судиите и да имаме цел месец исполнет со спорт. Така да секој вторник и секој петок од 17 часот 30 минути до 20 часот 30 минути ќе биде исполнет со фудбалска магија, фудбалски финти. Генерално ќе имаме и се надевам и очекувам да имаме доста подршка од публиката, односно жителите од општина Берово да дојдат да не посетат и да уживаат во овие работнички спортски игри. Нормално, ви благодариме и веруваме дека ќе биде ферплей и добра дружба на сите. Ви благодариме и на вас, се надевам на убав организиран турнир од страна на општина Берово.